Прв програмски сервис. Македонско радио. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, што туку пристигна во студиото на Македонското радио Радио Скопје, универзитетскиот професор Златко Николски, чија потесна специјалност е македонската дијаспора. Ова дотколку повеќе што овој летен период многонашници од странство се тука во роднава татковина, па интересно ќе биде да чуят тие како за нив ние размислуваме овде од Македонија. Николски, добар ден. Добар ден. Верувам дека наши слушатели кима и од оние што живеат надвор, па интересно ќе биде да ги чујат и вашите ставови, вашите коментари. Јас ве најав дека ваша потесна специјалност е македонската дијаспора. Можеме ли да кажеме како е организирана македонската дијаспора во светот генерално, имајќи во предвид дека како да отсуствува онаа нитка на поврзаност со матицата? Добар ден уште еднаш, значи, до вашите слушатели, до слушателите на Македонското радио, до македонските граѓани, каде и да се, особено што во овој летен период нели имаме македонски наши иселеници кои се дојдени да ја посетат татковината. Темата е доста актуелна во последниве години и тоа на некој начин мене и ме радува од причина што за разлика, да речеме, многу одамна, кога и помалку се дискутираше и помалку се разговараше за зајакнување на врската со иселеништвото и со диаспората, последниве години таа врска некако полека зајакнува, но чинам дека се уште не е на она ниво на кое може би треба да биде. Што се однесува до организираната форма на нашите иселеници, на македонската дијаспора во светот, можеме да кажеме дека бележи тенденција и на подобрување не само со матичната земја, со Македонија, туку и зголемена комуникација меѓу македонските здруженија во светот. Генерално организирана е во форма на сојузи, клубови, здруженија и слично. Сега, искрено да кажам дека во некои држави може би се уште недостасува таа форма на сојузи, останато е на нивото исклучиво на клубови и на здруженија. Мислам дека добро би било кога во секоја држава би имало сојуз на македонските клубови, кои потоа нели на еден начин полесно би доаѓал до секојдневна комуникација пак со државата, со Република Македонија. Господин Николски, факт е дека ние имаме повеќе генерации иселеници, дијаспора во светот, насекаде во светот, во прекоокеанските држави, во Европа и така натаму, Австралија и Нов Зеланд. Чинам дека како држава, со оглед на тоа дека и немаме одамна направено попис, иако со пописите имаше одредени манипулации, дали знаеме како држава колкав број на македонско иселеништво и не само македонци, албанци, турци и така натаму се наоѓаат по светот? Значи, последните проценки, да речеме, и од обединената македонска дијаспора во Соединетите американски држави, но и од други наши здруженија, покажуваат дека бројката е некаде околу 2 милиона наши иселеници кои во моментот живеат надвор. Прецизна бројка немаме, мислам дека тоа го нема ниту државата, значи официјално, од причина што досега не е направен попис на нашето иселеништво. Уште повеќе таа тема се усложнува за тоа што голем број од нашите иселеници кои се наоѓаат во светот, значи македонци, да речеме еве и во Австралија, се македонци кои се иселиле од етничка Македонија, значи тие се македонци, не се иселени од Република Македонија. Така, од етничките граници на Македонија, сега, од Егејска, Пиринска. Така, поголемиот број пак од нив се иселени со патни исправи на државите, да речеме на Грција, Бугарија или од поранешна Југославија.
Така да таа бројка малку ја усложнува она прецизирањето на вистинската бројка. Но мислам дека со одредени напори можеме да дојдеме до попрецизни бројки на нашето иселеништво кое е огромно во светот. Господин Николски, во моите раце се наоѓа една ваша книга, многу актуелна, Македонска диаспора, клуч за развојот на Република Македонија. И тука давате заклучоци како да се воспостави таа врска помеѓу Република Македонија и диаспората, па велите дека предлагате отворење Министерство за диаспора, потоа донесување на закон за диаспора. Потребни се нови форми за организирање на диаспората, собрание на диаспора, во чии состав ќе влезат Советот за иселеништво, Совет за македонски национални малцинства, Македонски национален фонд, како и потребен број на комисии за прашања од посебен интерес за диаспората. Собранието би било составено од 30 до 50 избрани делегати, така натаму. Кажете ни, дали во овие заклучоци се наоѓа и суштината за воспоставување на трајна врска на Македонија со своите иселеници? Всушност и тоа ми беше целта. Значи, книгата е плод на една, да речем, на едно долгогодишно мое истражување, значи мојот професионален ангажман како и научното истражување го заокружив со мојот докторат, значи посветен на темата на македонската диаспора, после што излезе и ова моја втора книга, значи Македонска диаспора, клуч за развојот на Република Македонија. По суштина целта која сакав да ја постигнам со книгата е да го ставам на пиедесталот потенцијалот на македонската диаспора. Но за да го извлечете максимумот од она што се вика македонско иселеништво и диаспора, вие мора да воспоставите одредени релации, да ја зајакнете врската, апсолутно и правни. Највисокиот правен акт во нашата држава, Уставот, во член 49, не само што го дозволува, туку и наметнува обврска на нас да градиме институции и законска регулатива која ќе помогне во зајакнувањето на врската со македонската диаспора. Оттаму проценив дека овие заклучоци кои ги спомнувам ќе придонесат за зајакнување на врската не на долготрајна основа, значи без разлика на која политичка, партиска структура во моментот се наоѓа. Може би во еден период, на владењето на државата имате политичка структура која сака да воспостави зајакната комуникација со диаспората, може да се случи со промената на таква политичка гарнитура да дојде друга која нема интерес. Значи, тоа мора да остане позади нас. Значи, комуникацијата мора да биде непрекината и во континуитет со македонската диаспора. Вие зборувате за отворање на Министерство за диаспора. Впрочем, вакви министерства има во некои држави на Балканот, чинаме како во Хрватска, мислам дека имаше. Да, имаше, потоа имаше и некои промени, проценија државите можеби дека не треба да имаат министерство, но јас предложив министерство и предлагам министерство во книгата од причина што ценам дека во ваква фаза на ниво на организација со која го имаме со диаспората, мислам дека е потребно едно такво оперативно тело, министерство, кое ќе помогне во побрзо зајакнување и поставување на една оперативна основа секојдневна и што се вика системска основа на комуникацијата. Сето тоа би требало да биде покриено со еден правен акт, со закон, значи со законот за диаспора, од причина што ние сега немаме таков закон. Комуникацијата ја правиме врз основа на одредени, да речеме, подзаконски акти или уредби, но сметам дека законот ќе придонесе зајакнување на таа врска и на еден начин институционално ќе ја зацврсти таа комуникација. Тоа е во делот на државата. Значи, ако ја погледнеме книгата, ќе видиме дека јас предлагам два дела во организацијата. Еден дел од страна на државата, значи донесување на закон за диаспора и Министерство за диаспора, и од другата страна организацијска форма на диаспората. Значи, исто така многу важен дел, од причина што
Собрание на диаспора. Мислите на Да, тоа? мислам на собрание на македонската диаспора, од причина што во моментов ние немаме организацијска форма на глобална основа која ќе ги организира, да речеме, или поврзи сите тие сојузи во светот. Тоа собрание предложив да биде формирано, значи да формира посебен совет за македонските национални малцинства и совет за иселеништво. Ова од причина што во последниот период некако како да проценив дека македонското национално малцинство, нели, кое во моментот е во други држави во околината, кои беа дел од етничка Македонија, нели знаеме, некако проценив дека му треба некаква поддршка во една ваква форма, затоа и ги предложив тие два совети. Но во овој дел на организацијска форма на диаспората најбитниот можеби и за мене е формирање од тоа собрание на македонската диаспора Македонски национален фонд или фонд на диаспората. Тој фонд би имал задача да собере финансиски средства, значи од диаспората. Во тој фонд нормално и државата е, нели, добро да инвестира. Тие средства би биле наменети во зајакнување на врската, значи за научни цели, спортски, евентуално градење на одредени капацитети, дали тоа ќе бидат клубови, пензионерски домови или евентуално со тој фонд ќе бидат поддржани некакви научни да речеме манифестации кои ќе придонесат за зајакнување на врската. Значи тоа ми беше основниот дел на тој можен модел за идна соработка со македонската диаспора. Имам јас и други повеќе заклучоци, но ова се суштинските значи предлози во тој модел. Во овој контекст, господин Николовски, факт е дека ние државата има, нели, и агенција за иселеништво, надвор функционираат голем број на организации, друштва, сојузи, клубови, така натаму, меѓутоа имаме тројца пратеници од диаспората, меѓутоа, за жал, тоа не е доволно за една потрајна, една поголема, поефикасна соработка на Републиката со своите, нели, сонародници. И токму од тука е ова што и вие го предлагате, предпоставам. Сега да ве прашам, какво има ли разбирање во владата, во државата за ваков начин на регулирање на односите помеѓу државата и диаспората? Да бидам искрен, јас ги следам, значи, сите конференции или настани поврзани со македонската диаспора во државата и оние поголемите во светот. Македонското собрание пред неколку месеци одржа конференција поврзана за македонската диаспора, значи пројави интерес за зајакнување на таа врска, но проценив дека кај политичките, значи, структури, не зборувам само за владеачката, туку и кај другите, генерално, значи, мислам дека нема интерес за отварање на едно такво министерство, ниту пак донесување интерес да се донесе закон. Јас не можам да го разберам тоа и не би го прифатил од причина што се уште стојам на мојот став дека мислам дека би било добро во најмала рака да се донесе барем законот за диаспора. Како акт, значи, кој ќе ја институционализира комуникација со диаспората, мислам дека е неопходен, од причина што ќе разреши многу дилеми во делот, да речеме, и на довербата. Затоа што вие сега имате случаи наши иселеници да дојдат во Република Македонија, еве да речеме еден пример, да сака да ја промени патната исправа. Значи, да, постои постапка брза за да се добие, значи, патна исправа, но сметам дека за нашите иселеници треба да се даде побрз приоритет. Затоа што тие се луѓе кои патуваат од други дестинации, значи условени се, да речеме, со доаѓањето, со нивната работа. Исто така државата направи еден чекор за волја на вистината и во тој дел со испраќање на екипи преку Министерството за надворешни работи за земање податоци од нашите кои сакаат да извадат патни исправи.
но во разговор со иселениците добивам впечаток дека не може да се постигне саканата цел до крај, од причина што бројката е многу голема на наши иселеници надвор. Да, кажавте некои проценки од околу 2 милиони. Околу 2 милиона, да. Што се иселени од наша држава. Почитувани слушатели на Македонското радио Радио Скопје, гостин во студиото е универзитетскиот професор Златко Николовски, чија потесна специјалност е македонската дијаспора. Господин Николовски, ние кога зборуваме за дијаспора, секогаш мислиме на еврејската дијаспора во Соединетите Американски држави, во Руската федерација и така натаму. Зборуваме за кинеската дијаспора исто така во Соединетите Американски држави и на други места. Зошто не учиме од нивните примери, бидејќи тие се типични примери како матицата соработува со своите иселеници, бидејќи без добро лоби надвор, поготово кај големите сили, кај американците, кај русите, вие не можете и остварувате ни внатрешните цели. Значи, потребно е да имате добра дијаспора, добро лобирање надвор. Впрочем, албанската дијаспора и тоа како во овој период се наметнува со својата функционалност, со своите интереси. Впрочем, некои проценки зборуваат дека независноста на Косово, впрочем, се темели на големото лоби на албанската дијаспора, посебно во Соединетите Американски држави. Се сложувам со вас од причина што точно е, значи, еврејската дијаспора е школски пример како, значи, дијаспората може да помогне, со други зборови, дури да создаде држава, камоли да помогне, значи во конкретниот случај со Израел. Имаме ние, значи, македонски издруженија во светот кои се обидуваат, значи, на тој план да создадат комуникација и поддршка, дали е тоа политичка и слично во местото онаму каде што се регистрирани, но повторно доаѓаме до онеј заклучок, ударната сила или притисок во позитивна смисла, ова го кажувам, не е толку голема колку што ќе биде голема ако имате формирано собрание на целата македонска дијаспора во светот. Значи, ја спомнавте албанската дијаспора. Да, значи, одредени непотврдени сознанија, значи, говорат дека добар дел од финансиските средства за нивната кауза или формирањето на Косово и слично стигна од албанската дијаспора, но поврзаноста, да речеме, во светот, дали тоа е од европскиот дел или од американскиот континент, па може би од другите, некако е во појака форма на комуникација, за разлика, да речеме, од кај македонската. Јас не викам дека нема комуникација, но чинам дека треба да се воспостават тие врски малку на една посистемска поставеност и основа. Сега тука, пак ќе речем, од двете страни се бара или потребно е да се пројави таа активност и од страна на државата, но и од страна на нашите иселеници. Значи, пак ќе речем, и иселеништвото носи обврска да ја одржува таа комуникација меѓу себе првин, надвор во државите каде што живеат, а потоа и со матичната земја од каде што заминале. Господин Николовски, колку нашинците по светот се вклучени во политичкиот живот на одредени држави, пред се зборувам за големите држави, Соединетите Американски држави, Австралија, Канада и така натаму, имајќи во предвид дека таму постојат во сенатите и сенатори или групи за соработка со Македонија, сенатори кои ја протежираат Македонија, кои лобираат за Македонија. Чинам дека мало е политичкото присуство на нашинците во политичкиот живот на овие големи држави. Има примери, значи, во светот каде што наши поединци се вклучени, значи, во политичкиот живот, но, како што рековте, таа бројка чинам дека е мала. Мислам дека на тој план треба малку поактивно да се ангажираат нашите македонски издруженија, од причина што тоа ќе донесе бенефит не само за комуникацијата со матичната земја, туку и за зајакнување на врската помеѓу македонските заедници и државата каде што престојуваат. Ние имаме примери во Австралија, дури примери каде што
Имаме и градоначалник и заменик градоначалник на една од општините во Австралија и во другите делови во светот, Во да речеме Париз, и во чинам, да. Да, во Париз и во Соединетите Американски држави, но мислам дека е потребно зголемена активност на нашата диаспора во политичките активности на земјите каде што престојуваат. Бидејќи сепак не се малку, посебно во Соединетите Американски држави и во Канада, каде што сепак би можело да се издействува нешто. Апсолутно, да. Преку тамошните партии, не е битно која провиниенција. Николовски, ја сега предлагам да направиме една мала музичка пауза, па потоа ќе го продолжиме разговорот и на други теми што се поврзани со релацијата Македонија диаспора. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, гостин во студиото е универзитетскиот професор Златко Николовски, чија потесна специјалност е македонската диаспора. Господин Николовски, факт е дека кај македонската диаспора има голем капитал кој, за жал, малку се прелева во нашата татковина. Да не зборуваме само за девизните дознаки како помошти што ги испраќаат од странство. Можеме ли да кажеме зошто Македонија не успеа да донесе некои познати македонски имиња, бизнисмени од странство да инвестираат во Македонија? Кога зборуваме за странски инвестиции, нели ние предпочитаме или нели оние што сега ги промовираме, сепак се странци. Зошто државата не успева да ги анимира нашинците кои имаат капитал, кои имаат знаења, кои имаат репрезентативни компании во светот да инвестираат во Македонија? Да, тоа прашање заслужува внимание и анализа. Да бидам искрен, и јас имам дилема зошто се уште од истакнетите наши македонци во светот нема посериозна инвестиција во државата. Иако во владата имаме веќе ангажирано тројца министри за странски инвестиции кои се одредовите на македонската диаспора, имаме и тројца пратеници избрани од изборни единици задолжени за диаспората, но се уште нема значајна инвестиција. Не знам, можеби прашањето се уште отворено, треба да се зголеми, пак ќе речам, таа комуникација. Малку е, како да речем, можеби несериозно се уште да зборуваме дека довербата е се уште нарушена или слично, таа се подобрува, но генерално очигледно дека треба да се работи малку поинтензивно со македонската диаспора, да се земат одредени примери, да речеме, од држави, спомнавме израелската диаспора, па дури кинеската диаспора, која во одредени периоди на развојот на своето општество, исклучиво посветила внимание со задолжување на одредени промотори, исклучиво од редот на својата диаспора. На ова прашање јас искрено правев една своја анализа и мислам дека е потребно во делот на промоторите, можеби имам дури еден од заклучоците ми е таков во книгата, да бидат ангажирани промотори од редот на македонската диаспора во светот, све со цел, таа врска да биде континуирана секојдневна и да трае во текот на целата година, не само за летниот период да се интензивираат тие комуникации. Можеби на тој начин ќе се донесат и некои посериозни инвестиции. Во моментов се уште немаме инвестиции. Факт е дека поради одредени бирократски и административни пречки нашинците не сака да инвестираат, одредени проблеми од аспект на мито, на корупција и така натаму. Меѓутоа, сепак Македонија важи овој период за лидер во регионот, во Југоисточна Европа, во привлекувањето на странски инвестиции, во поедноставувањето на процедурите за започнување бизнис во Македонија и така натаму. Факт е дека ова мора да се искористи едноставно и нашинците треба да сватат дека се добредојдени во државата.
Апсолутно, значи тие се добродојдени, но од друга страна и државата треба малку повеќе да ги интензивира своите активности, па дури да речам и во невладиниот сектор да даде една поддршка за реализирање на проекти поврзани со македонската диаспора. Чинам дека се уште одредени поедини невладини организации тоа самостојно го прават, без некоја посебна поддршка од државата. Еве сега пред неколку дена имавме еден добар пример на еден наш македонец, значи кој е роден во Соединетите американски држави, но со потекло од Гевгелија и од Егејскиот дел на Македонија, даде огромен допринос во реализација на проектот Родум од Македонија во координација со Македонскиот центар за меѓународна соработка. Донесоја, значи, младинци кои живеат во Соединетите американски држави во Република Македонија да дојдат и да обават студиска посета и практична настава во одредени капацитети во Републиката. Значи, тоа е еден добар пример за зајакнување на соработката. Така да, но тој проект воопшто не е финансиран, да речеме, од државата. Мислам дека такви проекти треба да ги поддржи државата, за да се зголеми бројот на такви проекти. Николовски, факт е дека девизните дознак од странство значат голема материјална потпора за Македонија. Впрочем, според некои податоци изнесуваат од 1 милиарда до 1.500 евра. Навистина, тие пари се значајни финансиски средства за македонската економија. Впрочем, нели тие остануваат тука. Што е она што треба Република Македонија да направи во поглед на порационално искористување на овие девизни дознаки? Не мислам дека треба да се оданочуваат, напротив, треба да бидат искористени во економијата. Видете, значи, не само поддршка, тие представуваат и една, како да речем, голема социјална инекција за нашето население, од причина што над 1 милиарда и 500, да речеме, милиони долари или евра, како сакате, тоа е огромна социјална инекција. До сега, да, значи не се искористени во делот на, да речеме, развој на некакви мали стопански капацитети и слично. Што треба да се направи? Па мислам дека можеби треба да се намалат, да речеме, трошоците за трансфер на таков вид на пари од страна на државата, можеби, да се олесни тој дел. И на некој начин, да речеме, да се направат одредени проекти за да се канализираат тие средства. Фондови. Би можело да има фондови кои би биле ослободени од државата, од начување, од ДДВ и така натаму. Едноставно би се тие пари би се искористиле за стопански проекти. Така, значи, на времето Израел правил давал таква поддршка со формирање на фондови кои, да речеме, не ги биле ослободени доселениците фактички од еврејската диаспора кои се населувале во Израел од одредени давачки. Мислам дека и овде би било добро, да речеме, ако се пројават такви намери, државата да ги поддржи. Мислам дека во овој дел треба малку да се анимира и локалната самоуправа во Република Македонија, значи самите општини да најдат начин за развој на одредени проекти поврзани со македонската диаспора. До сега, за волја на вистината, само во Тетовскиот регион имаше еден проект поврзан со општината, со локалната самоуправа на Тетово, каде што се обидоа да направат една зголемена комуникација и општината отвори дури и канцеларија за комуникација со диаспората. Значи, тоа е добар пример за другите општини да го воспостават на тој начин, значи таа комуникација со диаспората. Факт е дека Македонија не е богата држава и нема голем број на дипломатско-конзуларни представништва во светот, имајќи опред дека од една држава се покриваат повеќе соседни држави и така натаму. Факт е дека ќе мора Република Македонија доколку сака да ги зајакне врските со диаспората, да отвори нови дипломатско-конзуларни представништва, конзулати и така натаму, каде што ќе мора да воспостави потесна соработка со своите иселеници. Во спротивно,
секојаш ќе го имаме истиот проблем, истата неактивност, постојано ќе зборуваме за татковината, постојано ќе зборуваме дека нашите иселеници се воодушевени, ја сакаат Македонија и ќе дојдат сега еве овој период јули и август и приказната тука завршува. Се сложувам, значи не само отварање на нови, да речем, конзулати или евентуално дипломатски представништа, туку и да се направи една, можеби, реорганизација во делот на гласањето. Еве ќе ви кажам еден пример. Јас минатата година бев гостин на Македонскиот сојуз во Шведска, на деновите на македонската литература кои се одржаа во Гетеборг. Значи, пазете сега, Малме е оддалечено 17 километри од Копенхаген. Во Копенхаген имаме македонско дипломатско представништво, но во Шведска тоа е лоцирано во северниот дел, значи на Шведска, во Стокхолм. Сега, на граѓаните, на нашиви иселеници кои престојуваат во Малме или во јужниот дел на Шведска, во Трелебург, кој е оддалечен само неколку километри од Копенхаген, преку мостот, да речеме, не им е дозволено да гласаат, а исклучиво се насочени да одат во дипломатското представништво кое е оддалечено 700-800 километри. Значи, автоматски тука доаѓа до потешкотија во движењето на нашите иселеници. Затоа сакам да кажам, значи, може би е потребна пофлексибилна една реорганизација. Значи, се работи за македонско дипломатско представништво. Значи, дали нашиот иселеник во моментот се наоѓа во таа држава, мислам дека не е лошо да му се дозволи да гласа во тоа представништво. Но, ете, тоа е мое видување, значи, во разговор со нашите иселеници, значи, констатирав дека можеби на еден таков начин на реорганизација би се помогнало да се зголеми бројот на наши гласачи, да речеме, при изборите. Господин Николовски, како вие ги обсервирате младите, третата, четвртата генерација иселеници во странство? Впрочем, тие и некои не го знаат македонскиот јазик, меѓутоа го знаат дека потеклот им е од тука. Што се случува со овие генерации на условно помлади наши иселеници? Колку за нив е атрактивна Македонија? Видете, таа генерација емотивно и она што се вика се поврзани преку своите родители со нашата земја, но полека тие се притиснати од асимилацијата која се случува, културната асимилација која се случува во државите каде што живеат, и едноставно нема бегање од тоа. Но за да се справите со тие предизвици, тука доаѓа она што јас го кажувам, овој мој нов можен модел за зајакната форма на комуникација на долга основа. Значи, да се зајакни комуникација, да се отварат одредени, да се зајакни формата на организација, да речеме, на сојузите, а евентуално отварањето на собранието на македонска диаспора, да се отварат, да речеме, македонски библиотеки во државите каде што престојуваат нашинците. Имаме, спомнав Шведска, значи земја каде што одржува денови на македонска литература и во еден момент се собираат, да речеме, 30, 40 па и повеќе наши истакнати македонски иселеници кои се писатели, кои ставаат огромно богатство што се вика во проза или поезија. Тие книги некако чинам како никој да не ги собира на крајот. Мислам дека се потребни такви библиотеки. Не само надвор во државите каде што престојуваат, туку и една можеби централна во Република Македонија. Да, лекторати каде што би се изучувал македонски. Кога зборуваме за овој дел, мислам дека потребно да се помогнат малку повеќе нашите професори кои се испратени од Министерството за образование, кои го помагаат изучувањето на македонскиот јазик, да речеме, во државите каде што има наши иселеници. Исто тоа е битна работа. Од друга страна, Република Македонија, рековме, нема специализирана научна институција која се занимава со прашањето на диаспората. Значи, може би ова прашање почесто е отворено во Институтот за историја тука на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, но во нашето обкружување на државите, на соседните држави постојат исклучиво професионални специализирани научни институции поврзани
односно кои ја изучуваат, кои се занимаваат со прашањето на својата диаспора. И мислам дека се потребни такви формирање на такви тела. И се наоѓаме во вашата куќа, во Македонското радио и телевизија, мислам дека треба се зајакнат ваков вид на емисии, информативни емисии каде што можноста да се комуницира со диаспората и со иселениците треба да биде зајакната. Дали со гостување на наши иселеници во вашите информативни емисии или пак вашата куќа да испрати, да речеме, екипи во светот, онаму каде што имаме голем број на иселеници, пак да на еден начин се информира и да се информират и граѓаните во Република Македонија за одредени активности на нашите надвор. Господин Николовски, за крај имам уште едно прашање што се однесува за младите во Македонија, кои голем дел од нив сака да ја напуштат државата во потрага за подобар живот во странство. Како гледате вие на желбите на младиве генерации да ја напуштат Македонија, бејќи еден ден ќе се соочиме и со нив како една генерација која неповратно отишла од државата и пак ќе изборуваме овие работи како да се вратат назад во спасената држава? Да бидам искрен, тоа прашање ме вознемирува, прашањето на потенцијалната миграција, од причина што бројката на наши на иселувања, особено на младата генерација во Република Македонија, од ден во ден се зголемува. Уште повеќе вознемирувачко е тоа што добар дел на веќе изградени личности, младинци со завршени факултети, па и постдипломски и докторски студии, основната цел им е да заминат од државата. Таа бројка уште повеќе ќе се зголеми и опасноста е многу посериозна со доближувањето на Македонија до Европската унија, уште повеќе со влезот, затоа што и другите држави го искусија тоа, да речеме и соседна Бугарија, пак и Романија. Во моментот на влезот со Европската унија едноставно огромен број на веќе изградени личности, научници и слично заминаа. Но опасноста кај нас е малку поголема, затоа што ние сме мала држава, мал народ, што се вика, и мислам дека час поскоро треба државата да преземе мерки во тој дел. Едноставно на младите да им се подаде рака во државата тука за градење на кариера, без, како да речам, партиски притисоци или политички влијанија при вработувањата и слично, едноставно да им се дозволи на најдобрите да си го најдат својот пат тука во државата. Да, тоа е најдобро, меѓутоа секојаш младите бараат подобар живот, повисоки примања, едноставно Македонија, колку и да зборуваме за економски развој, сепак имаме ниски плати, низок животен стандард и нормално младите и не сакаат да работат за тие пари, да останат во татковината. Меѓутоа да се надеваме дека ќе имаме поголем економски развој и конечно во некоја скорешна иднина овој процес ќе биде забавен. Ете, тука нека биде и крајот од нашиот разговор. Почитувани слушатели, гостин во студиото на Македонското радио, Радио Скопје, е Златко Николовски, чија потесна специјалност е македонската диаспора. Господине Николовски, ви благодарам што дојдовте во радиото. Благодарам.